ден, добре дојдовте во Алфа Ординација. Се почнуваме во својот редовен термин, ќе траеме повеќе од 1 час, и секако го очекуваме и денеска се вклучите во разговорот кој што ќе го водиме. Зборуваме на доста актуелна тема – хипертензијата или високиот крвен притисок. За жал е се почеста и се повеќе и кај помладата популација, покрај тоа што секако возрастната популација, кај возрастната популација се повеќе застапена. Како да се стави под контрола високиот крвен притисок во овие летни денови, зборуваме денеска во Алфа Ординација. На оваа тема се консултираме денеска со доктор Златана Питковска, специјалист по интерна медицина. Пред да започнеме секако со прашањата за тоа што представува високиот крвен притисок, кога се појавува, како да го регулираме, како да го нормализираме, кои се ризик факторите и слични ред други прашања, кои што ќе бидат поставени секако од моја страна, но и од ваша страна, доколку се вклучите во емисијата, ќе продолжиме со прилогот кој ќе биде вовед во темата и најава на темите на точките кои што ќе бидат опфатени во емисијата. Хипертензија или висок крвен притисок, а понекогаш и артеријска хипертензија, е хронична медицинска состојба во која крвниот притисок во артериите е покачен. Поради ова покачување на притисокот, срцето треба да работи понапорно за крвта да може да циркулира низ крвните садови. Крвниот притисок има две вредности – систолен и диастолен притисок, кои зависат од тоа дали срцето е контрахирано, систола или релаксирана, диастола. Нормален крвен притисок во мирување е од 100 до 140 кај систолниот високиот и 60 до 90 кај диастолниот нискиот. Постои присуство на висок крвен притисок, доколку притисокот е постојано 140-90 или повеќе. Хипертензијата е класифицирана како примарна есенцијална хипертензија или секундарна хипертензија. Околу 90 до 95% од случаевите се категоризирани како примарна хипертензија, што значи висок крвен притисок без очигледна медицинска причина. Други состојби кои влијаат на бубрезите, артериите, срцето или ендокриниот систем се причина за останатите 5 до 10% од случаите како секундарна хипертензија. Хипертензијата е главен ризичен фактор за мозочен удар, миокарден инфаркт, срцев удар, срцева слабост, аневризма на артериите, например аневризма на аортата, периферна артеријска болест и е причина за хронична бубрежна болест. Дури умерено зголемување на артерискиот крвен притисок се поврзува со скратен животен век. Промени во исхраната и начинот на живот може да подобрат контролата на крвниот притисок и да го намалат ризикот од поврзани здравствени компликации. Но за луѓе кај кои промените во начинот на живот се неефикасни или недоволни, потребен е медикаментозен третман. На тема летни превентивни мерки и третман на висок крвен притисок, хипертензија, зборуваме денеска во Алфа Ординација. Гледајте на. Хипертензија или висок крвен притисок. Ова е темата за која што ќе зборуваме денеска во Алфа Ординација. На самиот почеток ве канам да се вклучите во емисијата и во темата секако со ваше прашање кое што би го поставиле до нашата денешна докторка. Доктор Златана Питковска, специјалист по интерна медицина од приватната клиника Чепадем Систина, е наша гостинка во Алфа Ординација. Добар ден и добре не дојдовте, докторка. Добар ден, добро ве најдов и поздрав до вашите гледачи. Ви благодарам што одвојувате време за нас, особено да зборуваме на една актуелна тема, особено сега во летниот период. Така. Кога најпочесто се појави високиот крвен притисок или хипертензијата, како што знаеме да ја кажеме. Па на самиот почеток ќе споменам дека крвниот притисок е притисок на крвта врз зидовите на крвните садови. Представува еден од основните витални знаци за човештвото, за човекот генерално. Да објасниме што представува крвниот притисок, малку подетално за човечкиот организам, која е функцијата, значењето, зашто ни е толку неопходен за да биде онака како што велиме во нормала. Така. Значи, крвниот притисок многу добро го дефинираше. Тоа е, уствари, притисокот кој го врши циркулирачката крв врз крвните садови. Во основа, секогаш се мерат две нумерички вредности, нели имаме. Го мериме систолниот крвен притисок, или тоа е првата бројка, која некогаш знаеме ние да ја кажеме, меѓу луѓето е познат како горниот или срцевиот крвен притисок. И тоа е всушност притисокот кој се генерира во крвните садови, поточно во артериите, кога срцево е во контракција или кога ја испумпува крвта. За разлика од долниот, или кај нас доктори е познат како диастолен крвен притисок, е оној кој се генерира во артериите помеѓу две испумпувања или две срцеви контракции. Зошто го мериме крвниот притисок, нели? Сите тоа не интересира. Често пати можеме да споменеме дека превисок крвен притисок
знае да направи одредени компликации преку оштетување на крвните садови, нивна руптура, односно крварење. Не помалку безизлезен е и нискиот, екстремно нискиот крвен притисок од друга страна, затоа што пак тој оневозможува доволен доток на крв до органите, нивна исхрана и отстранување на токсичните материи, па можеме да кажеме дека и тоа е една причина плюс зашто би требало да се мери крвниот притисок. Секако дека мерењево, луѓето треба да знаат дека крвниот притисок не е една фиксна вредност и дека тековно може да варира, така во одредени вредности. Зависи од положбата на телото, зависи од ритмот на дишењето, зависи од тоа дали во моментот луѓето се под некој психички стрес или евентуално некоја физичка активност. Исто така интересно е да споменеме дека во тек на ноќните часови или додека човекот спие, нормално е крвниот притисок да биде понизок. Кога се буди, тој се активира и се зголемува. Според Светска здравствена организација, нормална вредност... Тоа сакав сега да ве прашам. Тоа беше моето следно прашање. На крвен притисок е околу 120 со 80 мм живен столб. Значи, тоа е една дефинирана вредност која би ја рекле дека е нормална. Која вредност вие докторите ја прифаќате? Ако да речеме вредност од 120 и 80 на или нормален крвен притисок, но со која вредност би се функционирала нормално? 120 со 80 е една вредност со која нормално се функционира. Кога е и покачен и намален притисокот? Така. Некој благо покачување колку е дозволено, затоа што некои луѓе велат, па мене ми е добре, живеам и со висок крвен притисок, за разлика од некои велат дека цел живот живеат со нисок крвен притисок. Така, за нискиот крвен притисок е интересно дека е релативен поим. Значи за некои луѓе што е ниско, за некои други нормално можат да функционираат со тој крвен притисок. За разлика од високиот крвен притисок, кој е многу помалигнен, однака да кажеме, понебезбедна состојба и благото покачување има луѓе кои го осеќаат и можат да кажат одредени симптоми. Меѓутоа, еднаш измерени вредности на крвниот притисок повисоки не значи дека човекот има хипертензија, односно артеријска хипертензија. Туку само насока за дополнителни испитувања кои треба тековно да се направат. Ја споменавте хипертензијата, да споменаме во продолжение. Што представува високиот крвен притисок или хипертензија? Така, кога збориме за висок крвен притисок, ние најчесто се ориентираме кон покачување на крвниот притисок во системскиот крвоток. Значи, и тога збориме за артеријска хипертензија. Покрај таа артеријска хипертензија, значи може, односно постои изголемување на крвниот притисок низ белодробието, односно пулмонална хипертензија, низ порталниот крвоток, портална хипертензија. Денеска ние ќе зборуваме за артеријската хипертензија. Во основа артеријска хипертензија означува трајно покачување. Пред да кажете дефиницијата за артеријската хипертензија, ќе направиме пауза, ќе го вклучиме гледачот кој веќе го имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден, повелете. Вака, значи поздрав до докторката и сакав само да ја прашам нешто. Повелете. Јас немам голем крвен притисок, значи јас имам низок од прилика. Сега некој пат кога сум знаете, устазана, нервоза, такви работи, може малку да ми се покачи притисокот. И осеќам како да имам потеќе на раце, на нозе, као црпки да ми излагат, тогаш тахикардија добивам. Сега сакам докторката да ја прашам зашто се тоа и какви симптоми, ако може да ми помогне. Само кажете ми од прилика вредноста на крвниот притисок, колкав е, нели, кога сте во мир, еве да кажеме, и колкави се тие вредности кога зборувате за покачен крвен притисок, дали воопшто го мерите? Па да, ја обично имам 90 со 60 или 100 со 60, кога сум така ми е негдека на 140-150. Со 90, така? Да. Така. Значи вака, во однос на ваквите варијации на крвниот притисок и симптомите кои господјева ги кажува, не прашавме кое годиште е само и дали има некои пропратни болести други, нели, кои би ни окажале за следните испитувања, меѓутоа убаво е тоа си когаш се зема во предвид, така. Убаво е господјева на пример да мери малку подолгорочно притисок, да видиме нели и дали тој со самото покачување се појавуваат овие симптоми. Нормално не е препорака веднаш да се почне со медикаментозна терапија, пред да се направат дополнителни исследувања. Трнењево е малку атипично, нели,
пошто рече нозе, раце, е малку атипично за покачен крвен притисок, меѓутоа не треба да исклучиме и да кажеме дека се е во ред, него само насока да води еден дневник на вредности на притисок тековно, дали од сабајле еднаш ке измери, не само кога се явуваат симптомите, Така, за да во текот на денот, на по денот, некои пати. така, и за да може кога ќе отиде на доктор да се има увид од прилика 2 недели како биле тие варијации на крвниот притисок, со тоа што докторот нормално ќе одлучи понатаму дали има потреба за некои дополнителни испитувања, односно исследување да се На некој направат. начин ќе направи една убава база на информации за самиот доктор кој понатаму би знаел што да направи во таа дадена ситуација Така, кога ќе отиде така. на консултација таму, навистина многу би помогнала за И самите дијагностиката симптоми, понатамошна, така, дали кога нели ќе го осети тоа покачување, колкава е вредноста, кои симптоми се јават, значи баш онака база на податоци за да Така, така. и му покаже на докторот што и како. Так, ќе уклучиме следниот гледач кој би сакал да ви постави прашање. Добар ден, ќе го поздравиме во продолжение повелата. Добар ден. Ало, добар ден, поздрав до емисијата, поздрав до докторката. Поздрав, повелата. Вака, до пред некои 2 месеци нема проблеми со притисок. Мерев и холестерол и триглицериди, се ми беше окей, шеќер немам. Имам некој каменче у бубрек, тоа. И сега за докторката прашање, притисокот, кога ќе станам на сабале, нели вела дека на утро притисокот треба да е низок. Кај мене се случува да е 140, 190, 140, 195. Бидејќи јас не сум имал притисок поголем од 120, 80, 110, 170, ова мене ми смета. Носев холтер, 24 часовно Така. посматрање на притисокот. На тоа 24 часовно испитување ми нели дава она конечно колку е било притисокот. Така. Кога е следен? Ми беше 130 со 85. Значи тоа е добро било за 24 часовно Така. сметање. Сега, докторот ми даде, кога се качува притисокот, лизиноприл или скоприл, тоа е исто, нели? 5 или по потреба 10 мг на утро. Сега, сакам да знам, 5 мг испив ова утро, гледам дека ми е некаде на 7 попив, дека притисокот пак ми е 140, 190. Дали сме му уште 5 сега да додадам? Кажете ми колку време ја земате терапијата за притисок, сега да ве прашам, колку време има? Вака, терапијата за притисок ја земам веќе скоро месец дена, али се случува, докторка, и ова е многу битно, да навечер некогаш притисокот ми е 110, 170, 120, 180. Сега дали и навечер треба да ја земам дозата да би го одржувал притисокот? Да, вака, убаво е, значи, кога веќе се зема таква терапија, да биде поделена по 2 дози, за да може пациентот да биде 24 часа покриен со терапија, да биде по 2 помали дози. Во сега, нели, убаво е кога би ги имала документиве, да ги погледнам, да ги разгледам. Добро е да се подели дозата 2 пати по 5 милиграми, например, кога би се земала. Со тоа што пак ќе кажам, убаво е докторот кој ја ординирал терапијата повторно да види како се движат тие варијации на притисокот. Дали има потреба, баш е тоа титрирање на дозата за да се постигне еден ефект на терапија која ќе го покрие 24 часа. 140 со 90 во утринските часови и не е, значи после станување веќе споменав дека е нормално да дојде до покачување и тоа не значи дека господинот има хипертензија која не е добро регулирана. Едноставно, значи, треба малку повеќе да се обрне внимание покрај на терапијата и на хигиено-диететскиот режим. Во вечерни услови, кога е 110 со 70, ако евентуално има проблем и му смета тоа, тогаш може повеќе течност да се напие и нема ни да осети дека тој притисок е 110 со 70. Значи, тоа е се отприлика упативе за господинот. Препораката, да. До гледачот. Така, ќе вклучиме следниот гледач, ќе го поздравиме во продолжение. Добар ден. Добар ден, повелата. Добар ден. Добар ден. Едно прашање за докторката Повелата. за покачениот крвен притисок. Имам преку 10 години пијам лекови. Така. За покачен негде 170, 160, насвел околу 180 некогаш од спиење кога ќе станам. Добро. Што терапија земате? Единечна терапија, двојна терапија? Пијам
Лориста ХД насавеле, Добра. навечер Лориста од 100, Добро. кориол, кардиопирин, Така. тие ги пијам. Добро. Кажете ми некои други болести дали имате, господју? Шекер, Шекер, така. да. А повеќе насвелет притисокот ми е поголем и имам трњење на раците. Така. На обете раце, така? Да. Добро. Така. Ви благодарам многу за вашето јавување. Ќе го добиете одговорот. Значи, Како и вие? сега дефинитивно овдека станува збор за недоволно регулиран крвен притисок. И покрај таа обсезна терапија која господјева ја зема, не е мала терапијата, значи не е добро регулиран крвниот притисок. Во однос на дозите, може треба одредено покачување на дозите. 160 со 80, 90, некоја средна вредност кој што ја разбрав господјата е тој притисок. Меѓутоа, дијабетот исто така, нели, прави задршка. прави своето, така. Си го прави своето. Покрај корекција на терапијата кај господјата, што е потребно, значи, потребно е повторно ќе го споменам промената на стилот на животот и внимавање околу исхраната, околу физичката активност, значи тоа се плюс некои препораки кои треба да се следат. Во секој случај препорака до господјева да се види со нејзиниот матичен доктор кардиолог кој ја води, за да може да направи корекција на таа терапија. Може ќе биде потребно и некои дополнителни исследувања или испитувања да се направат. Така. Супревме на тема артериска хипертензија. Токму таму ве прекинав, па ќе продолжиме во тој дел кога веќе зборуваме за високиот крвен притисок, така. Така, па во основа и тоа е дека еднаш значи артериската хипертензија е тогаш кога имаме трајно покачување повеќе од 140 со 90. Меѓутоа еднаш измерен притисок од 140 со 90 не значи артериска хипертензија, само назнака, нели, за понатамошни испитувања кои треба да се направат. Во основа артериската хипертензија засега огромен број на луѓе, 1 билион луѓе ширум светот, и во околу 47% е главен причинител за срцевите болести, односно срцевите инфаркти, а околу 50 и нешто проценти е причинител на мозочните инфаркти. Затоа е препорека, нели, да се следи тој крвен притисок кога станува збор за артериската. Да се стави под контрола, што би се рекло, да се нормализира за да може да се може нормално да се функционира. И сега често пати се поставува прашањево, нели, кога ќе дојде пациент, зашто ми се качува притисокот? Постојат две поделби. Основната, две основни поделби, есенцијална или примарна артериска хипертензија, каде што не го знаеме причинителот. Значи, тука е комплексно дејство помеѓу генетскиот, наследниот фактор од една страна и надворешните фактори. Тука отпаѓаат околу 90 до 95% од популацијата, да кажем. Останатите 5 до 10% отпаѓаат на секундарната хипертензија. Тука веќе ни е познат причинителот и станува збор најчесто за одредени болести на некои органи, односно органски системи. Можеме ли да споменаме делуднив? Најчесто се јавува како резултат на бубрежни болести, и тоа бубрежни паренхимни болести. Што значи тоа? Полицистични бубрези, значи имаат предиспозиција за развивање на хипертензија, гломерулонефрит, тоа се некои диагнози кои онака би требало може луѓето. Ги споменавме вчера во ординацијата. Ете така, за да ги знаат. Исто така реноваскуларната, значи поврзано со крвотокот низ бубрезите. Други заболувања кои може да дадат хипертензија се заболувањава на жлездите, односно ендокринолошките заболувања. Значи тука влегува хипофизата, влегува тироидната жлезда, паратироидната жлезда, надбубрежната жлезда. Одредени малформации на крвните садови кои се вродени влегуваат како причинител на појава на секундарната хипертензија. Бременоста, употребата на одредени таблетки или медикаменти. Например, кај жените е особено битно да споменеме кај помладата популација употребата на контрацептивни таблетки често пати знае да покаже хипертензија. Да предизвикаат висок крвен притисок. Висок крвен притисок да предизвика хипертензија. Употреба на некои деконгестиви, алкохолот, пушењето, употреба на наркотични средства се причинители, значи, на појава на стресот, нервозата, многу често знаеме да кажеме ми изнервира, ми го крена притисокот, да предизвика покачување на крвниот притисок. Ние вршиме уште една градација, нели, на хипертензијата во зависност од вредностиве како што е. Тоа нам како доктори ни е потребно за да, нели, видиме каков би бил третманот во однос на
секој пациент. Така, ќе продолжиме, имам уште многу прашања, но знам дека има и прашања многу од гледачите, а тие имаат предност, ќе го пуштиме, ќе го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздравувам, мислам докторка, не знам како се вика. Поздрав и до вас, се вика доктор Златана Питковска, повелете. Добро. Така. Ја со хипертензија скоро 20 години, инфарктот го добив. И после тоа ми вградија стент. Аха. И кардиопритисок варира, мислам, релативно повисок, ама над 145 е веќе осеќам, го знам дека ми е повисок, пошто имам главоболки позади. Пијам, мислам, лозартан 3 пути пута 50 и диветрен и други аспиринова. Ми дали шекераш сум, го контролирам шекерот, го регулирам со апчиња, не сум се изолин. Ми интересира само за примањево за аспиринот. Некои се доктори зборуваат за препладне да се зима, некои доктори навечер да се зима. Аспирин сотката, мислам, зборувам. Или кардопиринот, тоа, исто тоа. И едно друго прашање. Имам уградено до сега 2 пати стент и дилатација на 6-7 пати. Узрокот, мислам, за тие дилатации, дали нешто генетски е тоа нешто, организмот ли се ствара, мислам, ко инвентар сум, микронографии, сидам ко, мислам, до сега едно 10 пати имам направено на ова. Узроците од тие, што се ствара тие запушување, мислам, јас се више тие. Така, добро, ви благодарам што се вклучивте во емисијата, ќе го добиете одговорот. Вака, значи во однос на појавата на кардиоваскуларните заболувања, како што се, нели, господинот што ги има, влијаат неколку ризик фактори, и еве тука и ќе ги споменеме. Значи, прво е генетската предиспозиција. Значи, доколку во фамилијата кај господинот некој во негова најтесна фамилија имал срцеви инфаркти или слични состојби, значи голема е веројатноста да и он наследил нешто од тоа. Пушењето може да се јави како ризик фактор, покачените масноти, зборувам за поврзаноста со стентирање, што би предизвикало појава за да господинот дојде до тоа да биде со стентови и со дилатации како што зборува. Значи тоа се некои предиспозиции за појава на оваа. А во однос на аспиринот, дали да се зема са бајле, ручек, вечера, најдобро е да се поделат лековите, да се земаат 2 пати на ден. Значи, за да не му се ствара тековно обврска на секој саат време пациентот да зема терапија. И затоа и се препорачува, доколку постои опција, од сабајле и навечер да биде земање медикаментозно. Така, затоа што секое одоговлекување на терапијата, земи една таблетка во 8 саат сабајле, друга во 13, трета во 17, го прави хендикепиран пациентов, некогаш и забораваат да ги земаат таблеткиве, затоа или сабајле или навечер, нема значење, значи кога би го земал аспиринот. Може и на сабајле, може и навечер. Така, нема никој ограничување, бидејќи спомена околу дилемата за пиењето, дали попладне, дали навечер, може или сабајле или навечер. Така, битно е дека треба да се зема. Така. Кога веќе споменавте ризик фактори, споменавте дека генетиката е главниот ризик фактор за појава на хипертензијата, на високиот крвен притисок. Споменавте нездравиот начин, стилот на живење кој што го имаме, а во ова денешно време секој живее онака како што самата динамика му намитнува. Што друго би било во групата на ризик фактори што не споменавме? Значи, освен ризик фактор за генетската предиспозиција, за појава на хипертензија ќе споменеме возраста. Значи, после навршување на 30-та година веќе постои преваленца за појава на хипертензија, значи се зголемува ризикот. Полот е исто така карактеристично нешто, па ќе кажеме дека маживе до таа middle age или околу 45-та година имаат поголем ризик да развијат хипертензија за разлика од нас жениве кои сме заштитени се до менопауза, а после тоа се изедначува ризикот, така да околу 75-та година од животот и мажите и жените имаат 90% од нив имаат покачен крвен притисок. Расата е исто така ризик фактор, влегува во групата на ризик фактори. Црната раса има поголем ризик да развие хипертензија во однос на белата раса. Многу битно е начинот на исхрана. Големиот внес на сол во исхрана
прави задршка на течност во организмот, како резултат на што имаме зголемено волумен и тој волумен или нормално врши поголем притисок врз артериите при негова циркулација. Гојазноста или обезитас, ние знаеме да кажеме, зголемениот килажа кај луѓето, знае да предизвика исто така влегува во групата на ризик фактори. Намалената физичка активност во групата на ризик фактори, намален внес на калиум, бидејќи калиумот па врши баланс заедно со натриумот во однос на регулација нели на повлекување на најниско нивоеве, вака да зборам, психичкиот стрес. Исто така пушењето. Пушењето знае, например, транзиторно да го зголеми притисокот за 10 до 20 мм живен столб. Алкохолот исто така, а покрај тоа субстанците во цигарите вршат и оштетување на крвните садови. Тоа се отприлика некои ризик фактори кои делуваат на покачување на крвниот притисок. Неколку пати ни ги набитнавте цигарите. Сигурна сум дека и на пациентите им препорачуваат за да ги се елиминира тоа, така. Добар ден и за следниот гледач кој го имаме на линија. Добар ден. Добар ден. До вас. Поздрав до вас и до докторката. Поздрав и до вас, повелете. Пациентка од 49 години сум. Така. Пред година и пол во Филистори ми е така најдено некоја артериска хипертензија. Така. Дадено ми е терапија, значи притисокот ми е, значи тогаш и пред тоа некаде 130, повеќе не се е качувал. Еве сега исто и дадена ми е терапија блокстран, енап насабали навечер и кардиоперин. Так. И некои си таму разверали како да јас... Така, тоа се за масноти. Така. Да, масноти, значи јас немам, еве си справам контрола на крвта и сите тие работи, шеќер не. Сега ме интересира 130 притисоко, не би требало да е толку висок за да мора да го пијам и блоксано. Као тахикардија фактички ми е даден као блокатор блоксано. Сега ја немам нон-стоп тахикардија, мислам дека само кога се возбудам од некој си стрес, да речем, само тогаш ми се појавува тахикардијата мене. Иначе онака општо не, и сега блоксано го пијам насаб или навечер, така до четвртинка. Добре. И сега не знам да ја прашам докторката, пијам дизепам така навечер. Те мислам дека ми е од некој, повеќе ми е панично, стресно, иначе онака, и дали е добра таа терапија, мислам, јас се осеќам добро, пошто притисокот ми е толку веќе, 130, некогаш знае да се каче 90, 80, тука некаде. Сега да прашам докторката некој совет за нервоза или за стрес на природна база или било што нешто додатно. Так. Пушач сте или не сте пушач? Сум. Ето, тука е стартното каде што ќе ви искара докторката. Се шегувам. Добро, ќе го добиете одговорот, ви благодарам. Добро, благодарам, пријатно. Благодарам за прашањето. Значи вака, терапијата која госпоѓата ја зема укажува дека е добро регулиран и крвниот притисок и тоа што не осеќа пристапи на тахикардија. Моја препорака е да си продолжи со редовната терапија и нормално, нели, во секое време консултација дополнителна и редовни контроли. Госпоѓата спомена дека пие таблетки за масноти, а дека нема покачено масноти. Нема покачено масноти баш заради тоа што е регулирана преку таблетките. Препорака е да не престанува со терапијата, значи редовно да си ја зема онака како што е пропишена терапијата и нормално редовни контроли. Во однос на препораките за тоа што праша на нешто на природна база, јас би препорачала малку физичка активност, значи во континуирана физичка активност, кој би го намалил тој стрес, таа нервоза, нели, за да се намали да не зема еве толку диазепами. Так. Тоа да биде по потреба. Имаше една интересна студија во контекст на темата за нормализирање на високиот крвен притисок и во однос на расположението. Пишуваше дека изведена е на низа на пациенти кои ги спратиле на некое различно патување, на некое ново место, особено на некое планинско место, и каде што самата промена, самиот воздух, потрагата по нешто ново, влијала позитивно на расположението и намалување на крвниот притисок. Значи физичката активност
Во комбинација со истражувањето. да, влие позитивно за намалување на крвниот притисок. Сепак тоа е една добра препорака и Препорака, особено во летниот период би така. можела некој планинско место убаво би било да Тоа пропишече да се пропишечи. Во основа, значи, тоа е третманот, нели, кај секој еден пациент кој има артеријска хипертензија, се препорачува физичка активност и тоа минимум 30 минути на ден, 5 до 7 дена. Так. Значи, тоа е една од препораките кои За превенција која ќе оставиме понатаму така конкретно емисијата. Како се мери крвниот притисок, Ева? Дали можеме сами да си го измериме? Да, у денешно време можеме. Значи, постојат, нели, тие апаратчиња Кои се достапни, кои се има во достапни секоја во аптека, секоја така? аптека и може слободно да се мери крвниот притисок. Дури ние како лекари препорачуваме во домашни услови секој еден пациент, како што споменав претходно во текот на емисијава, да го мери дома притисокот. Тоа е едно домашно мониторирање. Затоа што често пати знае кога пациент ќе влезе во амбуланта да се јави така наречена белмантил хипертензија, значи покачување од самото присуство на докторот, од самото присуство во амбулантава. И пак ќе кажам, еднаш кога пациент кој немал претходно висок притисок влезе и одеднаш качи притисок, не значи дека има артеријска хипертензија, туку дека треба баш тоа, да се следи во домашни услови за да добиеме реално и веродостојно какви се вредностите на крвниот притисок. Така, имате целосна информација. Добар ден и за следниот гледач кој ќе го вклучиме во продолжение. Добар ден. Добар ден, повелете. Значи, ја сакам да прашам за татко ми, се јавам од Кавадарци. Повелете. Тој има 75 години, меѓутоа некако многу апчиња му се собираат. Пие, сега ќе ги кажам поред, значи амлодипин, скоприл, зилт, роспера навечер, кардиопирин и во дилема сме дали скоприлот да оди половина или четвртина, бидејќи многу апчиња му се собираат и некогаш му е многу низок, 120, некогаш му е многу висок, 180. Дури до 200. Че ја прашувам докторката, бидејќи тука се консултиравме со токашните лекари од Кавадарци и има запушување на крвните стадови и овие лекарства како што се зилтот и роспера ги пие веќе неколку месеци, да речем 2 месеци, повеќе нема временски период што ги пие. Сакам да ми одговори на прашањето, значи со скоприлот што да правиме и во која количина да го прима. Дали да прима по половина на сабајле или половина навечер или по 1/4 за регулирање на крвниот притисок. Обично притисокот му се крева кога има промена на времето. Значи сега е сончево, ако најнаш се облачи или заврен, тогаш му се покачува на 180. Правени се некои дополнителни испитувања кај вашиот родител? Како што кажав, тука во Кавадарци во Охрид. Има стенд господинот нешто, коронарографија, запушување крвни садови, спомнав? Тука, значи, кај приватен лекар тука во Кавадарци, кажано му дека не смее да се прави операција, дека со оглед на тоа што тој е во ризични години, 75 години, дека операција не му се препорачува. Добро, ви благодарам многу за вашето јавување. Вака, значи, ова станува збор за возрасен пациент прво кој има неколку коморбидитети. Многу неблагодарно е сега јас од оваа страна врз основа само на вакво нешто да кажам колкава треба да биде дозата на антихипертензивна терапија. Препорака што да се направи, значи треба да се погледнат убаво документите, што е до сега направено. Зилтот и аспиринот не се таблетки за крвниот притисок, значи само скоприлот го споѓава, имаше прашање. И покрај тоа што некогаш притисокот е 120 со 80, значи треба да се следи пропишаната доза, да се прават почесто редовни контроли кај доктор кардиолог, значи кој би го следел ваквиот пациент и би одлучил дали има потреба за ехокардиографија да се направи, нели? Тоа се некои испитувања кои задолжително треба да се направат при вакви ситуации, треба да се направат во вакви услови и нормално доктор кој си го води, кој ги знае сите документи на пациентот како и што е. Моја препорака е вака, нели, телефонски, да продолжи со терапија и нормално со редовните контроли кај докторот кој го води, за да може он да донесе одлука колкава е дозата која е доволна за да му се регулира крвниот притисок. Така.
Убави препораки ни дадовте до сега, иако голем дел од прашањата кои што беа подготвени ги споминавме, има уште многу прашања за кои што ќе бидат отворени во текот на емисијата во контекст на темата. Тука во продолжение ќе направиме една куса пауза. Следуваат вестите во минута и рекламите, а потоа продолжуваме со Алфа Ординација. Летни превентивни мерки и третма на висок крвен притисок или пак познат меѓу народот како хипертензија е темата за која што зборуваме во ова издание на Алфа Ординација. Наш гостин доктор, како едно потсетување за вас кои што можеби подоцна се вклучивте во емисијата, е доктор Златана Петковска, специјалист по интерна медицина од болницата Ачи Паден Сестина. Добар ден, уште еднаш е вака официјално. За оние кои што подоцна се вклучија, споменав, на самиот почеток кажавме што представува високиот крвен притисок, кои се ризик факторите за настанување на високиот крвен притисок. Во продолжение би сакала да споменаме кои се симптомите. Како се јавува? Така. Како можеме ги почувствуваме? За артериската хипертензија е карактеристично дека често пати оди асимптоматски, значи многу поретко имаме случаи кога луѓе ќе дојдат и ќе кажат ме боли глава, имам зуење во ушите, и тоа главоболката е најчесто од тилната регија, зуење во уши, некогаш чувство на глад за воздух, некогаш може да се појави и крварење на нос, значи епистакса, вртоглавица, несвестица, црвенило по лицето. Значи тоа се некои симптоми кои укажуваат на такво нешто. Најчесто е асимптоматска и карактеристично е дека се открива случајно, значи во тек на одредени превентивни прегледи. Тоа најчесто станува збор за таа првата што ја спомнав, примарната или есенцијалната артериска хипертензија. За секундарната, таму кај што постојат веќе споменативе причинители, нели, некои болести на некои органи, таа настанува одеднаш и има пропретно плюс некои други симптоми кои би ни укажале, нели, дека станува збор за артериска хипертензија и дека треба да се направат исследувања или одредени диагностички постапки и методи, така. Така, за самата диагностика ќе позборуваме подоцна, бидејќи пред нас ќе му дадаме на тумачот кој го имаме веќе на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Би сакала поздрав до докторката. Би сакала да прашам, мојот сопруг има 42 години. Така? Има висок притисок више 10 години. Така? Значи има 150-100, ма е нон-стоп притисокот. Прима лекови, пирамил, амлодипин, бипресо и дизепам. Така? Да, ги прима нон-стоп. Значи има и така и крупен. Мислам, над 100 кила и нешто има. Така? Дали килажата е во прашање или нешто друго, а и по некој пат е така прилично нервозен. Мислам, прима терапијата нон-стоп, значи на сабајлен прима бипресо, пирамил, амлодипин и дизепам, а на вечерта прима полу од амлодипинот и дизепам на вечер. Значи тоа го прима, а нон-стоп на 150-100 притисокот и ништо не осети, например, некој главоболки, нешто, ништо. Тука ќе биде прашањето дали води некој режим на исхрана? Води, али не баш. Не придržava многу на исхраната. Јаде многу солено, а не сме. Така. Не сме одели на лекар и сме отправено крвна слика, се. Значи се е во ред, значи нема ни мрсноти, нема ни шекер во крвта, нема ништо. Ни урина се е како што треба. Али притисокот мој му рекол од стрес. Беше во војната во 2001. Така. Беше во војната, па може да и тоа причина, а може и да и не. А така прилично е нервозен, значи сетница може да го изнервира, а терапијата се ја приме редовно. Така. Ја приме терапијата. Ипак е многу млад. Така, млад човек. Е така. И па сакам да прашам докторката дали треба нешто друго да си преземам, а и едно толку мој така полузатворен. Ама тоа со притисокот го поврзувате од поодавна или сега се приметите? Не, окото му е затворено некоја 2-3 години. Дали сте направили испитувања? Да, нема ништо. Значи и на очен лекар и на се нема ништо. Се како што треба. Так. Ала многу пријатно. Ви благодарам многу за вашето вклучување во Алфа Ординација. Значи, во основа 150 со 100 не е добро регулиран крвен притисок. Еве вака од почеток да кажеме. Добро е доколку, нели, докторот кој го води ги зголеми малку дозите на лековите во зависност од тоа што зема, може да се додаде и
дополнителен медикамент или дополнителна таблетка. Меѓутоа, самата госпоѓа спомена дека господинот и не се придржува на Кон препораките на докторите? Кон препораките за водење на здрав начин на живот или промена на стилот на животот. Знаете, самите таблетки не можат само со таблетки да се регулира притисокот. Мора и самиот господин барем да тргне да направи промена, барем да тргне од тоа да намали солот, да ја намали солта во исхраната. Господјева рече дека е покрупен. Тоа не значи дека ако нема масноти, неговата тежина или гојазност не влијае врз покачување на крвниот притисок. Значи, пожелно е body mass индексот да биде помеѓу 20 и 25 килограми на сантиметар квадратен. Значи, или она меркава за околу струк кај мажи би требало да биде под 102 сантиметри. Значи, тоа се некои препораки за диететски режим, намалување на килажа, намален внес на сол во исхрана и физичка активност. Со физичката активност, нели, ќе се намали и килажата. Не може само со таблетки да се регулира крвниот притисок, а он да внесува сол и да не води сметка околу. Да, и самата физичка активност ќе го намали стресот, ќе намали нервозата за која што спомена и самата гледачка дека има реакции. Так. Добар ден и за следниот гледач кој ќе го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Сакав, може со малку надбор од темава, но сепак сакав да се консултирам со докторкава. Така, повелете. Веќе 2 месеци се јавувам од охрист. Веќе 2 месеци осе левата нога ми има доток од колено надолу. Стапалото и сега во последно време и се појави и црвениот. Од озгора над стапалото. БЕП испитав, направи и доплер, на рентген ме снимаја, крв тие мо крача све ми е во најдобар ред. Сакав сега, ако најд нешто вака докторкава да ми каже, од што би можело ова нешто да се појави. И тоа е само на левата нога, а десната немам ништо. Дали ви дадоа нешто терапија, нешто? Никаква терапија не ми одредија, затоа што не знаат од што би можело ова да биде. А каде отидовте на доктор? Молим? Каде на доктор отидовте? Кај вашиот матичен лекар или пак кај некој специјалист? Ме пуштија кај на интерно ми направија доплер, па потоа ме пуштија на рентген ме снимаја, а не се покажи ништо на ногава. Немат ништо. Кога беше тоа, само кажете ми пред колку време? Испитувањава може да има 2 недели, негдека 16 дена од кога ги направи, па инаку со ногава има проблем скоро 2 месеци у нас. Така. Имавте болки во ногата или само... Немам болки во ногава, само ми сметат отокот. Мислам ова во движење, во тие работи, ми сметат многу. Така, добра. Ви благодарам што се вклучивте. Се спомена дека е надворот имате, са колку е во вашиот домен? Вака, пак ќе кажам, неблагодарно е, нели, дури не се види, барем да се погледне како и што е. Од прилика направени се одредени испитувања, значи, може би требало да се повтори тој доплер на длабоки вени, предпоставувам дека господјата е гледана, за да се види да не таму има некој проблем. Значи, еве вака од ова што го спомна господјава што е све направено, тоа би можела да го одговорам, пак ќе кажам кога не може да... Со дерматовенеролог не би било одмак поради црвениот, може би тоа, меѓутоа дефинитивно интернист уште еднаш кардиолог да ја погледне господјава. Така, препораката е таа. Добар ден за следниот гледач. Анкица, добар ден. Добар ден, ова ми е познат глас. Слушнале поодамна. Така, и не сте се јавиле одамна? Да. Како сте? Јас, бидејќи во куќава имаме 3 пациенти, мајка ми е во денес баш посебно не се чувствува добро, 80 годишна жена е. Меѓутоа, знаете, нема старост за родител.
3 дена уназад она ми се жали на повишен притисок, а редовно јас си го мерам притисокот, редовно прима е над 20 на сабајле и навечер, како што е препишана терапијата. Так. Сега, јас кога и го мерам шекерот, ќе дозволи докторката, колку сум во право, моето сознание дека во посебни случаи двете раце различен притисок покажуваат. Значи, тоа ми се случило и на лекар при мерење, да каже докторката, дајте да видиме и на другата рака. Зошто е тоа така, не знам. Меѓутоа, јас пробав, кај мојата мајка истото. Апаратот ми е одличен, покажува и електрокардиограм. Значи, која е таа разлика, зашто тогаш ме асоцира дека нешто не е во ред моментално апаратот. Ми се појави разлика од 20 степени. Значи, ако и беше притисок од 160, високиот на едната рака, на левата рака ми покажа 140. Тоа ме доведе во една заблуда, дали до вечерта ние ја однесовме на лекар, она го качи и 190 притисокот, меѓутоа многу ми е битен овој момент, дали е нормално такво едно покажување и уште едно прашање што ми е многу битно, значи колку повишениот очен притисок, докторка, може да влијае на општиот притисок, односно општата тензија. Она е жена која има само 25% вид на едното око. Значи, светлата точка е изгасена, едното око само гледа со 25% вид и се прашувам, бидејќи е под терапија, меѓу другото и шекераш. Значи, се прашувам, малку сум во една специфична ситуација, јас не сум покретна, не можам многу да ја помогнам, се прашувам, овие две прашања. Првото, значи, околу различното покажување на двете раци и колку очниот притисок, да кажеме, влие гледам преку шекерот, се послабо и послабо гледа и со тоа едно око. Ви благодарам однапред на одговорот. Ви благодарам многу и вам за јавувањето, само ќе надополнам дека знаете има очен притисок, ќе зборуваме во понеделник во Алфа ординација, па и покана да не гледате. Значи, на првото прашање, нормално е да постои разлика помеѓу притисоците на обете раце. Значи, од 10 до 20 мм живин столб е до некаде нормална вредност, со тоа што нели секогаш кај вакви луѓе кои имаат коморбидитети, значи придружни болести како диабетот, ќе ја земеме нормално таа што е повисока. Таа ќе не биде репер за тоа колкав е крвниот притисок и добро е што, значи, кога се качил притисок од 190, веќе е одведена госпоѓата амбулански да се третира, затоа што тука навлегуваме во една друга состојба каде што имаме хипертензивна криза. Значи, тоа е моментот кога притисокот е над 180 со 110 и тогаш значи можат да настанат оштетување на целните органи на кои делува притисокот. Во однос на второто прашање, очниот притисок не влијае на крвниот притисок. Меѓутоа, крвниот притисок е тој кој што дава компликации врз очите, значи врз крвните садови на очите и и баш поради тоа значи може да настанат овие промени кои ги кажува госпоѓата во комбинација со диабетот, значи диабетот прави од друга страна промена на крвните садови па на ниво на очите, целокупно на крвните садови, меѓутоа и на тие кои ги хранат очите. Од прилика тоа е одговорот за госпоѓата. Так. Добар ден и за следниот гледач кој го имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Имам Ќе ве замолам малку погласно и појасно, да. Имам висок крвен притисок 150, 160 со 100. 115 оди до 120 некојаш оди. Имам 44 години. Мртноте имам хлорестерол скоро седмица. Триглицерид имам 5,5. Примам терапија ЕНАП 10 и актори са замръкнутия 20, къде ги примам. Защо? Кое, не знам, висина 190, имам 100
Ќе кажам тоа е проблемот. Ако може докторката да ми објасни. Последниот дел не ве чувме сам убаво, ако може да го повторите. Значи имам висина 190 кила 99, скоро 100 кила. Добре. Не знам што притисокот многу ми варира, не можам никако да го ставите под контрола. Колку години сте само, господин? 44 години имам. Дали ако може нешто по... Така, да. Ви благодарам многу што се вклучевте денеска, ќе ви одговори докторката. Значи, пак ќе кажам, недоволно регулиран крвен притисок. Препорака да се направат одредени дополнителни испитувања. Значи, ЕНАПот како ЕНАП, дали го зема два пати, дали го зема еднаш, колкава е дозата. Треба да се доиследи, пошто станува збор, пак ќе кажам, за некој млад пациент, кај кого и маснотии се покачени, значи и притисокот и сето тоа води кон еден ризик за кардиоваскуларни заболувања. Значи, што се препораките? Основна крвна слика да се направи, шеќер во крв, маснотии да се исконтролираат, урија, креатинин, тоа се маркери за бубрезите, моќна киселина, биохемиска анализа на урината за отприлика да се види таа ситуација каква е. ЕКГ да се направи, коронарен стрес тест, значи едни диагностички методи кои ќе го заокружат пациентот како и што е и која е препораката за понатака за терапија што треба да се зема за да, нели, он може да кажеме дека притисокот му е регулиран. И нормално пак ќе споменам физичка активност и намален внес на сол во исхрана и повторно диета, бидејќи тој body mass index кој господин го кажа, кој го има, кога ќе се направи, дополнително влијае врз покачување на крвниот притисок. Так, убава препорака, сепак рековте дека се работи за релативно млада личност, која што треба да си го чува здравието, треба да направи подителни испитувања за да се ослободи, да речеме. Така и да се стави терапија таква каква што му одговара. Тоа е соодветна, така. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав за спикерката и до младата докторка. Повелете, поздрав до вас. Абе, јас пред 3 години тироидната жлезда има бироз. Така. Тогаш за прв пат ми се качи, имав низок крвен притисок, ми се покачи многу висок, 170 со 90 при 100. Тогаш ме пратија срце ехо, ми препиша конкот и лориста, пиев 3 години. Пред 2 месеца ми се слоши и прво на тоа сумља, па повторно ми праe ехо и каротиди вескопија ме пратија, ги испитат, немам запушување, а срцето имам некои плаки. Што значи тоа? Ја не знам, го прашувам доктора што значи вика склеротично срце. Какво? И ми ги смени лекарствата, пием конкор. Какво срце рековте? Молим? Што ви кажал докторот? Со наши зборови вика склеротично срце. Склеротично срце. Так, добро. Старост, не знам што му значеше. Од конкор и лориста, уместо лориста ми препиша пренеса од 4 мг. И конкорд од 2,5 пиев, сега од 4 пием. Потом ми најдоа малу маслоти, росфера 20 и тироидна жлезда малку ми беше покачена и тука ми дадоа лекарства. Што лекарства ви? Аха, така. И аспирин секој ден пием редовно. Така да се притисокот ми е добар, ама многу кашлам. Дали од ова пренесава? Има 2 месеца се поише и поише, така сува кашли. На која возраста? Молим? На која возраста? На 65 години. Така. Добра, дали има нешто да прашам? Ало? Не, тоа е. Добра. Ќе го добиете и ве веднаш одговорот од докторката. Сега колку што сватив... Имате уни информации. Да, од прилика станува збор за пациентка околу 65 години со хипертензија и со хипотиреоза. За хипотиреозата препорака е утироксот да си го зема редовно, значи во терапија, затоа што од една страна нискиот хипотиреозата е состојба нели која дополнително доведува до други компликации и треба редовно да си се зема таа терапија. Во однос на пренесата, тоа господјот што праша, таа е најнова генерација на
понова генерација на АКИ инхибитори, значи тоа се таблетки за антихипертензивни таблети и се добри затоа што со една доза можеме да покриеме 24 часа. Таа сува кашлица која госпоѓата има може да биде поврзана. Во овие нови генерации помали се веројатностите за појава на таа сува кашлица, меѓутоа пошто забележала дека се појавува од кога почнала да ја пие да го пие перендоприлот или пренесат мислам дека спомена, така да препорека е уште еднаш да се види со докторот за да може нели да не и делува туку да се промени терапијата со што би се намалила таа кашлица или би се изгубила кашлицава. Така. Многу често ви докторите знаете да кажете дека ретко кој лек на никому од прва му одговара, особено кога имаме нели плејада на лекови кога станува збор за Значи едно заболување. Одлуката во однос на хипертензијата, нели како ќе се оди е таква да ние ги следиме светските препораки, значи светските гайдлайнси за третман на хипертензија. Меѓутоа секогаш се оди со индивидуален пристап кон секој пациент. Значи тоа е од прилика и одлуката како ќе се дава нели терапијата. Дали ќе се почне со монотерапија, значи со една таблетка, дали ќе се почне со комбинирана терапија, значи таблетки од различни групи, тоа останува да го одлучи самиот доктор за третманот на пациентот. Така и проценката која што ќе направи од испитувањава кои треба да се направат. Така. Добар ден и за следниот гледач кој го имаме на линија. Добар ден. Добар ден, повелете. Севаме од Прилеп, гледачка на возраст од 55 години. Така. Поздрав до емисијата. Поздрав и до вас. Сакам едно прашање да поставам на докторкава. Повелете. Последниве 3 години имам притисок 140-190. Земам бипресо од 2,5 милиграма на сабајле и 2 пати лориста по 50 и хидрохлоризин. Така. Сега, во последно време, направив ехо на последнава недела, ехо на срцето, сето беше во ред, сите димензии, се беше во нормален ред. Сега докторката ми го прекрати бипресото. Го понамали постепено и после за скрос. Да речем, ова се одвија во тек на ова последна недела. Така. Али во меѓувреме, осеќам некое срце биење. Овие дене на срцето. Сега, дали то се должи бипресово што го прекрасив или на нешто друго, али друго во сето беше во ред. Мало се беа покачени маснотите, ми даде за нив терапија, пошто до сега не биле покачени. Так. Сега што да превземам, не знам, пошто иматичната ми е на одмор, еве 2 пати, 3 ми се јава така срце биење, силно, вака дори го гледам преку, да речам, облекала. Така, благодарам многу што се вклучивте. Фала и на вас многу, пријатни Поздрав. Вака, значи, причинава зошто е тргнато бипресото, го знае докторкава која си ја води пациенткава. Во случај, препорака е за гледачкава. Терапијата која си е ординирана како лосартанот да си ја продолжи. Во однос на бипресото, во случај на појава на срцебиење, пошто госпоѓава спомна дека неколку пати се случува, има итни амбулантни служби, нели, кои работат тековно, да се направи едно ЕКГ, да се види и на вистина, нели, да се има доказ дали госпоѓата има реално пристапи на тахикардија или тоа сепак е некое нејзино субјективно чувство, нели, кое го осеќа. Често пати кога сме вознемирени, кажуваме дека имаме некое субјективно чувство дека срцево ни работи побрзо. Бипресото не можам да ја одговорам дали треба сега да го врати во терапија, значи пак ќе споменам, ЕКГ да се направи и одлука на интернист, кардиолог за Никој што во моментот ќе направи. Ќе го погледне ЕКГ-то и ќе одлучи дали има потреба или нема потреба или дополнително ќе се назначат одредени испитувања. Коронарен стрес тест, 24 часовен холтер за ритам. Тоа е апаратче кое се поставува и го снима ритамот на срцето, значи ЕКГ прави тековно во 24 часа. Наредниот ден се доаѓа пациентот у болница, се вади тоа апаратче и се има апсолутно слика на тоа увид каков е ритамот на срцето. Дали на вистина постојат тие пристапи на срцебиење или тахикардија или пак ќе кажам е само субјективно чувство на пациентот, на госпоѓата во случајот. Така. Би сакала во продолжение да позборуваме за диагностичките постапки при хипертензија. Така, јас
веќе делумно и нешто споменав. Значи, основно е кога доаѓа пациентот во амбуланта да се измери нели крв. Прво се зема анамнеза, ние викаме разговор со пациентот. Така. Дали има симптоми нешто, се прашува дали има некои други заболувања веќе споменати, покачени масноти, шекер и слично. Се прашува околу, пак ќе кажем, тој социјална анамнеза, ние викаме дали е пушач, каков му е стилот на животот, каква храна конзумира, дали е физички активен. После тоа се пристапува кон прегледот, се мери притисокот, со тоа што убаво е, кога ќе влезе пациентот во амбуланта, не е момент одма да се измери притисок. Зборам за пациенти кои не се ургентни, кои доаѓаат на преглед, нели, кога станува збор за ургентност, веќе се знае. Веќе е поинаква постапката. Убаво е да знаат луѓето дека дента кога идат на преглед, доколку пијат терапија за притисок, често пати знаат да кажат јас не ја испив утринскава доза за да видам стварно колку ми е притисокот или реал. Не, треба да се испие утринскава доза што веќе ја зема, значи пациентот за да се добие реална вредност на тоа каков е притисокот и ова е едно укажување за пациентиве да знаат. 30 на минути претходно би било пожелно или посакувано да избегнуваат конзумирање на цигари и кофеин, нели? Претходно споменато дека што дополнително би влијаело на состојбата на притисокот. На вакво нешто. Се мери крвниот притисок, значи во седечка позиција, во стоечка позиција може да се измери, се мери вообичаено на двете раце, се препорачува да се земе вредност на таа што е повисока, во колку пак ќе кажем излезе дека прв пат се јавува покачен крвен притисок во амбуланта, не значи дека се остава така пациентот, така него може после саат време уште еднаш да се премери крвниот притисок за да се види како и што е. Се врши нормална аускултација, нели случање на срце, на каротидни артерии, се пипка стомак за да се види евентуално тука да немаме некои стомачни туморозни формации околу бубрезите кои би дале знаци за секундарна хипертензија, што ја споменавме претходно. Може да се направи ЕКГ, значи да се види како и секој пациент понатака индивидуално се одредува или се третира. Дали има потреба да се направи ехокардиографија, коронарен стрес тест, ехо на стомак, значи со уринарни патишта, нели, да се видат бубрезиве. И тука ќе го споменеме 24-часовното апаратче за мониторирање на крвниот притисок. Како што споменав дека постои апаратче за мониторирање на срцевиот ритам, така постои и апаратче за мониторирање кој го снима 24 часа каков е притисокот. Тоа е едноставно апаратче со манжетка на раката се мести 24 часа снима и наредниот ден имаме увид за дневно-ноќните варијации на крвниот притисок. Така, убаво ни објаснивте. Добар ден за следниот гледач кој ќе го вклучиме во продолжение. Добар ден, се јавуваме од Штип. Повелете. Гледаче, сакам да прашам за мојата сопруга, има тероксин. Така. Тој тероксин се јавил пред 30 години. Добро. Таа пие терапија од редовни контроли во патофизиологија. Пие 5 дена од 75 милиграма, од 100, извините, а 2 дена од 75. Така. Меѓутоа, на Савеле, со таа кашица преска гледачите што спомна, на Савеле многу кашла. Дали нешто треба терапијата да се смени или нешто треба, барам совет од вашата гостинка, почитуваната докторка. Така. И однапред ви благодарам. Само едно прашање, дали пие нешто за притисокот, пошто ова што спомнавме? За притисокот не пие ништо. Не пие ништо. А го мерите редовно? Ова е терапија за... Она претежно има нисок притисок. Добро. Така, нисок притисок има. Ви благодарам многу. Овака сега, ова е прашање за доктор ендокринолог или тиреолог, како што води госпоѓата во Институтот за патофиза. Мислам дека таму, како што разбрав, се ја третираат. Битно е да се видат дозите, нели, како и што, и тоа е прашање упатено баш за таа проблематика. До вашите колеги ендокринолози, бидејќи се пакуваат токму таква ендокринолошка тема, каде што не сакате да навлегувате во теми кои што се така во друга област, во друга бранша. Ајде да позборуваме за компликации. Може да се јават? Таков тип на компликации може да се јават при висок крвен притисок. Значи,
артериската хипертензија, во колку не е диагностицирана и не е третирана, ја означуваме како тивок убиец. Тоа е една хронична болест која постепено може да се направи одредени компликации. Најчесто компликации на што се јавуваат? Се јавуваат на мозокот, очите, крвните садови, срцето и бубрезите. На мозокот најчесто имаме појава на оштетување на крвните садови, кои соодветно можат да предизвикаат појава на транзиторна исхемична атака, појава на мозочен инфаркт, мозочно крварење од една страна, меѓутоа од друга страна често пати луѓето кои имаат хипертензија можат да спомнат дека имаат проблем со когнитивните функции, со памтење некогаш се јавува, со разбирање на некои, со учење на некои работи. Тоа е што се однесува на мозокот. На ниво на срцево може да се јави оштетување на срцевиот мускул, појава на срцев инфаркт, може да се јави оштетување од типот на попуштање на срцево или ослабнување, акутна, односно хронична срцева слабост да се јави. Следно нешто кое е особено важно да се спомене е дека ги оштетува крвните садови. Тоа особено се однесува на аортата како главен крвен сад и предизвикува високиот крвен притисок, проширување, едноставно да кажеме, и во одреден случај тоа проширување на аортата може да доведе до раскинување на истата дисекција која е живото загрозувачка. Така. На бубрезите оди со една хронична бубрежна слабост, на очите со една хипертензивна ретинопатија која соодветно доведува до пореметување на видот. Преска со гледачкава што зборевме, нели, околу. Токму тоа го споменавме, ја начнавме таа тема. Ќе го вклучиме следниот гледач во продолжение. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Овде гледачка, поздрав до господјата. Поздрав до вас, повелете. Повелете, вас слушаме, повелете. Имам хипертензија, висок крвен притисок. Имам 27 години. 27. Така. Од 23 веќе години ми се правува притисокот и еве до ден денес на терапија. На сабајле лориста, навечера амлодипин. Така. Се е испитано и бубрези, и срце, и секакво ехо направено на се. И ништо нема некоја... Дополнителна диагноза? Да, никаква диагноза нема за да се утврди од човек, например, што се ствара притисокот. Така. Дали имате нешто да прашате? Дали немате никакви дополнителни болести, така? Не, никакви дополнителни болести. Порано сум имала камче во бубрего, тоа ете сега ништо. А со килограмите, предпоставам дека тоа ќе ви биде следно прашање? Варирам со тежината, некогаш послаба, некогаш некој кило повеќе, но не е нешто енормно зголемување, така? Да, сум била и слаба предходно и пак имало висок крвен притисок. Така. Така, добро. Ви благодарам. Сега во последно време ми се покачува и малиот крвен притисок. А каква е вашата фамилиарна историја, бидејќи вие споменавте дека тоа е еден од ризик факторите за појава? Дали никој во вашето семејство исто има проблеми со крвниот притисок? Не, нема никаков никој. Колку се движи, што викате се покачува сега во последно време притисокот? Малиот веќе притисок околу 100, големиот 130, се зближуваат тие. Добро. Така, ви благодарам многу за. Предпоставувам прашањето беше зошто се јавува, господјава најверојатно влегува во таа група од 90 до 95%, каде што не се знае причината за појавување на артериската хипертензија или влегува во групата на есенцијална или примарна хипертензија, затоа што малку е чудно дека е во тие од 23-24 години, нели, како што спомна тоа, за прв пат се јавил покачениот крвен притисок. Препорека е само редовно пиење на терапијата. Не знам што испитувања се правени, пак ќе кажам, препорека за редовни контроли на крвниот притисок. Така. Ќе го вклучиме и следниот гледач кој го имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до студио и до вас две. Поздрав и до вас. Имам едно прашање до докторката. Повелете. Имам 50 години. Слаба
прилично 55 кила. Така. Веќе трета година сум у менопауза. Имам од време на време притисокот може да ми се каче 100-170. Обично почесто ми е 90-40. Докторката некогаш ми дава по еден месец терапија да пијам навечер Ренаприл 10 мг и четвртинка наутро од тие за другите. Така. Трудам се да се хранам здраво. Не јадам масноти, не јадам месо, повеќе се движам, обично работам на поле, нон-стоп сум во движење, а имам над 10 и 12 години имам покачен холестерол. Триглицеридите ми се во ред и дури помалку ми се од нормалата, 1,3, а холестеролот ми е 6,7, некојаш и над 7 помилка. Стално се усеќам под стрес, а над скоро 15 години пијам Хелекс. Дали е тоа во ред и дали треба јас да го контролирам стресом, што е со притисокот и како доваѓа, дали од сега од менопаузата не можам да откријам. Другото ми е добро се. Така. Ви благодарам многу за вашето јавување. Иако вие на почетокот споменавте кога станува збор за менопаузата. Прво таму ќе започнеме. Така, дека кога жената влегува во менопауза, постои ризик за, појава на артериска хипертензија. Препорека за господјава е, значи, има потреба да се направат одредени дополнителни испитувања. Такви варијации на крвниот притисок, колку што разбрав, од 170 со 100 и после тоа 90 со 40, се малку симптоматични, значи, што би требало да направи. Веќе ги споменав дел од диагностичките постапки, значи да се направи еден 24-часовен АБП, да се мери, мониторира притисокот 24 часа, да се види какви се тие дневно-ноќни варијации, ЕКГ да се направи, ехо на срце, коронарен стрес тест, значи за да, дополнително се иследи, плюс тоа господјава има коморбидитет како пропратна болест, хиперлипидемијата или зголемените масноти околу 12 години. Сега не сватив, валјда лошиот холестерол е тој што е покачен толку колку што спомна господјава, така да еден убав кардиолошки преглед препорака за нејзе. Така, особено како што рековте, бидејќи се наоѓа во еден таков период. Така. Така, ќе вклучиме последниот гледач кој е предвиден за денеска. Ќе го поздравиме во продолжение. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Сакаме да прашаме за мажа ми. Има притисоци, варира му. Сега некој 180, 100, 190, па некој падне. Нищо попресно. Сега, он пише, тоа му е се од стресне. Пише ги Димитрино, Заласта и Велофакс. Не знам докторката ваша дали се тоа запознаена. Меѓутоа сега наеднаш ќе ги откажа. И дали тоа придонесува за притисокот така да му? Тоа ми е прашање. А за притисок што зема господинот, само кажете ми? За Вазофлекс. Само Вазофлекс? Да, само Вазофлекс има за притисок. Дали има направено некои испитување, господинот колку години е? 60 години. Така? Па со нервите имам проблеми. Тоа да, ве разбрав, меѓутоа дали има направено од кардиолошка гледна точка некои испитување? Има урекјето тоа се. Како? Урекје со срцето тоа. Да, има испитување. Добро. Така, ви благодарам многу за вашето јавување. Значи, вака, тоа терапијата што си ја зема господинот е сосема од друга област, значи. Во однос на варијациите на крвниот притисок треба да се направат одредени исследувања, испитувања за да нормално му се ординира терапија. Вазофлексот не е решение, значи само таа таблетка да се зема и како се зема, само тоа не спомна господјава, значи постоја широка палета, како што споменавте, на антихипертензивна терапија, која со постепено воведување би го регулирала притисокот кај господинот. Значи убаво кардиолошко испитување за да се види каква терапија ќе му се одреди. Така. Кон крајот би сакала да позборуваме и за третманот, односно лекувањето при висок крвен притисок, како да го ставиме во нормала и мерки за превенција. Да, тука би ги опфатиле, од преска збориме за тоа и би било
нели, третманот како Токму со тоа да завршиме емисијата, така. Третманот на хипертензијата е, веќе споменав, еден комплексно одговор дава. Значи, убаво е кога се почнува со промена на стилот на животот, неколку пати го спомнав тоа. Намален внес на сол во исхрана, физичка активност повеќе од околу 30 минути од 5 до 7 дена, диета каде што боди мас индексот меѓу 20 и 25 треба да биде. Исто така да се обрне внимание околу исхраната. Сега што препорачуваме, постои така наречена DASH диета. Таа е dietary approach to stop hypertension, значи да се стопира појавата на хипертензија и се преферира повеќе овоше и повеќе зеленчук. Со тоа што овошето се става под знак прашалник која треба да биде количината кај луѓе кои се диабетичари. И тука треба да се води сметка. Исто така се препорачуваат јаткасти плодови, значи одреден број на бадеми, меѓутоа не тие пропржените, запечените, значи сирови. Така. Тоа треба да се конзумира храна која е со незаситени масни киселини, што значи да се избегнува брзата храна, да се обрне повеќе внимание на конзумација на пилешко месо, меѓутоа без она кожичкава, нели, одозгоре, повеќе риба, варива, граф, леќа, значи околу тоа да се избегнуваат сладки колачи, алкохол, значи тоа е промена на стилот на живот, на живење. Кај секој еден, кај кој има хипертензија, се препорачува вакво нешто. Кога станува збор за млади луѓе, каде што имаме некоја прехипертензија која во догледно време би ни покажала или би ни укажала и на хипертензија од прв степен, што споменав дека постои градација, значи се препорачува ваков тип на промена на стилот и редовно следење во домашни услови на притисокот, за да може да се види дали само со промена на стилот на живот можеме да влијаеме за притисокот да се врати во нормала. Во колку се види дека не може да се врати, значи во нормала, се преминува кон медикаментозна терапија. Кај луѓе кои имаат хипертензија од втор-трет степен, тоа значи над 150-160 измерен во тек на мир, значи и дополнителни болести како што е диабетот, диабетот, хиперлипидемијата или зголемените масноти, бубрежната слабост или хроничната бубрежна инсуфициенција, значи тогаш се препорачува веднаш започнување со медикаментозна терапија. Целта за кои се вредности, значи, да се достигнат. Целна вредност на притисок кај помладата популација е под 140 систола, диастолата под 90. Кај луѓе кои имаат плюс претходно споменатите болести, значи тенденција е да достигнеме 130 со 80 мм живен столб, за разлика од луѓе кои влегуваат во таа возрастна популација, кај нив може систолата да биде и околу 150, значи таа да ни биде целна вредност, со тоа што диастолата е секогаш потребно да биде околу 80 мм живен столб. Значи тоа се целни вредности на притисокот. Одлуката е пак ќе кажам индивидуална, дали ќе се почне со една терапија или ќе се започне со монотерапија или со комбинирана терапија. Тоа значи 2 до 3 или 4 таблетки од различна група на антихипертензиви. Препораките, нели, кои се кога веќе пациентот убаво е да се започне со терапија ниска доза. Да се следи пациентот и да доаѓа во почести контроли кај самиот доктор, за да може, нели, да се види како се регулираат ни вредностите на крвниот притисок, за да дали е доволна таа доза цело време што зборам или има потреба да се намалува, во одредени случаи да се зголемува, значи тоа зависи, пак ќе кажам, индивидуално. Навистина убаво ни објаснивте. На крајот од емисијата можам да заклучам дека имавме навистина убава емисија со убави препораки кои што ни ги дадовте во емисијата, убави совети до нашите гледачи. Ви благодарам многу што одвоивте време за нас и што денеска дававте совети во Координација. Благодарам на поканата и поздрав уште еднаш до вашите гледачи. И вам ви благодарам за гостувањето. Ние ќе продолжиме понатаму со најава на прилог за темата за која што ќе зборуваме во утрешното издание. Концентрацијата на интерцелуларниот карцином има главна улога во многу биолошки активности, како што за секреција на хормоните, ослободувањето на невротрансмитериите,
контракција на мускулите, спроведување на нервите, како и дејство на ензимите. Затоа не е изненадувачки тоа што метаболизмот на калциумот е внимателно регулиран и тоа што нивото на серумскиот калциум се одржува во тесен интервал 8,5 до 10,2. Спротивно на тоа, нивото на фосфатите во серумот многу варира во текот на денот со најголеми промени по оброците. Околу 55% од калциумот во крвта е сврзан со серумските протеини, примарно на албумините. Несврзаниот слободен калциум постои како јонски калциум и слично на хормоните. Токму оваа слободна фракција е таа што е биолошки активна. Дури по достигнувањето на зрели димензии и пропорции во раниот адултен период, коската продолжува со постојано ремоделирање кое се состои од два меѓусебно зависни и тесно поврзани процеси: ресорбција на коската и формирање на коската. Ремоделирањето на коската се одвива континуирано во текот на целиот скелет преку бројни дискретни, асинхрони микроскопски фокуси, означени како единици на ремоделирање на коската. Остеокластите се активираат поради ослободување на разградливи ензими кои создаваат шуплени во веќе постоечката коска. Потоа, остеобластите ги исполнуваат шуплините со протеински матрикс, наречен остеоид, кој што подоцна се минимализира за да се формира зрела коска. Процесот на ремоделирање во самата своја природа е неефикасен. Во текот на секој циклус што помалку коска се формира отколку што се ресорбира. Намалувањето на коскината маса се насобира во текот на времето и поради тоа се создава сигнификантно губење на коскината маса во текот на неколку години. За функцијата на коските, за намалувањето на коскината маса, зборуваме утре во Алфа Ординација. Гледајте не. Уште една убава и интересна тема на која што ќе зборуваме во утришното издание на Алфа Ординација. Ве канам да не следите утре. Започнуваме во 12 часот. Ќе ве поздравам, ќе ви посакам да имате убав и пријатен ден. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Останете со Алфа, следува новото издание на Збор по збор и уште една убава интересна тема за дебата. Довидување.